Демирхисарскиот регион од памтивек бил символ на непокорност, на македонското, на македонштината. По расфрланите села низ полињата и шумовитите планини се раѓале јунаци, револуционери, писатели, поети и романсиери. Овие краишта се прочуја по саможртвата на Христо Узунов и неговите другари, комити, поголемиот војвода Јордан Пиперката. Од тукашните села се изнедрија величини како што се писателот Божин Павловски, поетите Раде Силјан и Петре М. Андреевски, чишто роман Пиреј е прогласен за ремек дело на современата македонска проза. Колку ли самоприказни можат да се раскажуваат тука? Почитувани, добар ви ден и добре дојавте во Класи. Во денешнава емисија ве водиме во село Сладуево, во близина на Демирхисар. Причината е, како што можете да видите, Гара Ранч. Гара Ранч функционира веќе неколку години, а е во собственост на Гоце Трпчевски, а сите го знаат овде во Демирхисарскиот регион, па дури велат и пошироко, како Гоце Тито. Тој надимак му останал уште од дете, а го се употребува и денес, а ние ве водиме овде на ранчот кај Гоце, за да видиме што се може еден посетител да доживее тука. Следете. Здраво и живо, се немаме видено одамна. Дојде во Гара Ранч. Да си ми здрав и жив. Јас и ти се запознаме, Да. Има 7-8 години најмалку. Да, со лешници. Со лешниците се немаме одамна видено. Благодарам. Одличен си. Шеширчево добро ти стои. Ова е правило. Значи овде има закон, Така ли? ти можеш да присуствуваш на Гара Ранч, ако немаш налачари и шиш. Така ли? Готово. Прифатил. Ночари имам, шеширот од тебе. Добре Ајде, дојавте во Гара Ранч. ти благодарам. Ајде, Гоцка, да видиме како функционирате. Гоце Трпчевски од селото Сладуево е јунакот во нашата денешна емисија, кој што во последниве години го живее својот сон и раскажува дел од овие приказни на сите добронамерници кои што го посетуваат неговиот ранч. Гоцка, прво морам да ти признаме на работа дека на Гара Ранчов се чувствувам многу пријатно, има некоја убава енергија нестово. Меѓутоа, се присетувам на време од пред 7-8 години, кога јас и ти прв пат се запознавме, исто во близина на Сладуево. Да. Ти имаше таму засадено насад со лешници. Прво те прашам што се случува со Имав лешници. и се уште имам. Уште. Значи 1 хектар насад од леска. Мгм. Функционира така. Меѓутоа јас не ги работам, деца ги работам. Така. Имам поделено. Па добро, што ми има кој да наследи, Има кој да одлично. работи, така. Да. Сега, се занимаваше со лешници, реши во еден момент тоа да го препуштиш на децата. И сега, кога доаѓав наамо, кога прашав за ранчот Гара на Гоце, тие рекоа Гоце Трпчевски Тито. Јас пред 7-8 години не знаев дека ти имаш Тито надимак. Јас имам надимак од дете. Тито. Да? Мајка ми ме завика Тито. Која беше причина да си Тито? Така се чешлав напатец малце. Аха. Бев личен многу како Тита, со ми личи личи како Тито. И тоа ти остана. И така во Демирхисар нема човек што нема прека, и така ме знаат. Не само Демирхисар. Така. И овде, значи друг пат кога ќе прашаме Гоце Тито, сите знаат. Готово е. Ама сега си препознатлив и по Гара Ранч, кој што е уникатен. Да. Ајде, какви беа почетоците, Гоцка? Можем бесконечно да изборувам за Гара Ранч, меѓутоа ќе ти кажам за почетоците. Тоа се случи во 2022 година кога фати таа короната. Аха. Ти знаеш сега сите бевне во некоја фрка, не знаеме кој ќе тераме. А овде на исто место беше фарма за свињи. Ние на родителите ми беа овде, значи мојата девиза е од домот на моите родители ќе направам бренд. Значи имавме ние овде фарма за свињи, околу 100 свињи чуваат. Мајка ми, тато Охо, ми, па тоа. значи овде се сериозно. родени, мајка ми од овде потекнува. Јас сум роден тука, сестри ми се родени тука, моите деца се родени, внуците весело трчкараат низ ранчов сега и Так. така, ова има традиција и Одлично. и така во таа смисла.
И првата идеја ми беше да направам нешто само за лично така, за семејство. И така и почна. Значи јас овде имам почнато од идеја до реализација се е мое. Значи овде туѓа Тесла нема чукнат. Браво. Разбираш? Значи се. И кога видов во еден момент кога имаше потреба, луѓе имаа потреба да го почувствуваат овој, што викам јас, мирисот издигот на коњите, и почна да идат луѓе поинтензивно. И тоа како ми даде ветар во грб, и реков, ова може да прерасне во нешто интересна работа. Така. Почна да присуствувам на овие семинари за рурален развој на туризмот. Ова е интересно. Значи, на еден семинар, овде се одржуваше во едно етно ресторан, и јас му постави прашање на тој медијатор таму, викам, абе, Демирхисар не е атрактивно нешто, после моето село Сладуево, не е атрактивно нешто за можам ја да отворам ранч. Седи, ка си ти кажем, значи, тој што сака да дојде да јават коњ, апсолутно не го интересира ништо друго, тој сака да дојде да јават коњ и да се опушти во ваква атмосфера. И така ми даде човеков желба за работа. Желба за работа и реков, јас ова го правам. И неколку години, значи од 2022 година, 2023 тука го отворивме. И јас што милувам да кажам, Гара Ранч представува бренд не само за Демирхисар, туку и за Македонија. Значи ако ти кажам бренд, мислам нема кој не го има посетено Гара Ранч. Јас ти имам гости тој од Малезија. Браво. Јас на картава не можам Малезија да најдам, Малезија. Ама еве интернетот што предикат. Така. Сега е достапно се. Село, глобално село. Така е, апсолутно. Така тие се почетоците на Гара Ранч. Добро, коцка првиве коњи од кај ги набави? Сега првите коњи, на желбата за коњ јас ја имам многу одамна. Значи, длабоко во мене носев идејата да имам коњ. Како секој. Исти си како мене. Така. Јас ја носам таа идеја, може би во некои подоцнежни години. Посакувам да ти се оствари. Фала. Значи сум немал можност од оправдани причини да чувам коњ. Значи не е само желба да чуваш коњ. Апсолутно. За да чуваш коњ треба да му обезбедиш оптимални услови на коњот. Значи кај ќе спијат, кај ќе престојуваат, храна и пред се љубов, голема љубов. И сега ако се створија услови на старост, тоа чувство не може не се опишува тоа чувство. Тоа може само да се доживее вака што луѓе што вистински ги сакаат коњи. Јас сум заљубен во коњи едноставно. Значи голема љубов ми се коњи. Значи јас ги сакам коњи, а во исто време сум многу поврзан емотивно со ними и сега не знам дали тие се навикнуваат кон мене или јас се навикнувам кон нивни потреби. Значи до тој степен не да. Така, ама гоцка тоа го чувствуваат коњите. Апсолутно интелигентно животно нема. Многу интелигентно суштество е тоа. Да. Со лева и десна хемисфера исто како човек. Значи левата хемисфера на мозокот на коњот му е задужена за емоции. Значи може коњот едноставно да плаче, може коњот да се чувствува. А десна за навигација, може да го најдеш, например, овде најблиску некоја Крушево, да го најдеш да се врати коњот назад. Еве ќе ти кажам еден куриозитет за како гледаат коњите. Значи коњот со левото око гледа во лева страна коњот, со десно во десна страна. Тоа се вика монокуларно гледање. Така. Значи цел круг гледаат 360 степени. Ама еден дел пред очите агол од 3 степени, исто толку за агол за допашка да кој не гледа. И затоа велиме Тони кој ќе влезеш на јас ќе ти објаснам. Значи немој да одиш нека е мојове коњи, ке сите коњи генерално. Значи не оди зад коњот и не оди пред коњот. Оди од предна лева страна или од предна десна страна со благо затворена рака. Никако вака. Значи да не те почувствува дека си непријателски расположен кон коњот. Ти чувствуваат коњот. Значи има многу големо срце и то. Значи од 4,5 до 5 килограми срце има. Ти ја чувствува твојата енергија на 5 метри. Работата на твоето срце ти го чувствува. Што е она покрај Гара Ранч во регионов што може да биде уште препознатливо? Тоа ни баш ми е мило вакви прашања што значи информиран си за се и баш ми е мило што вакви прашања поставуваат. Јас во една прилика со кафанџије во Демирхисар што ги држа етно ресторани. Му викам вака, дечки. Значи да направиме една емисија, да снимиме една емисија за на истава тема. Значи јас ги имам коњи. Јас немам ресторант во Сладуево. Меѓутоа, за да му го исполниш денот на едни посетители што ќе дојдат во Демирхисар, што сака да јаваат коњи, треба да биде затворен круг. Така. Значи треба да посетат нешто друго. Значи да појдат манастирскиот туризам. Манастири имаме прекрасни во Демирхисар. Ете и Слепчеви е тука. Така, не само Слепче, имаме Сапотница, Смилево. Значи имаме манастири. Сега, значи покрај тоа што го посетат манастири, треба да јада некаде.
Така. Значи имаме етно ресторанти. Одлично. Значи таа соработка да се направи со етно ресторанти, јас ги праќам овде да јадат таму, тие ги праќаат кај мене да јаваме и затворен систем. Јас досега не сум добил никаква помош ни од никој. Разбираш, ова се што го гледаш го има направено, значи со собствени средства и со собствен труд. Така. Значи тука не е да се вклучи држава, да се вклучат министерства за туризам, Да има посебни локална фондови на самоуправа. пример, Да, бе, за ама рурален не. развој. Ете така. Така. Се Јас согласувам. како идеја ви ја нафрлам сега. Така. Значи дека мене ми треба, јас сум го во фаза сега што ништо не ми треба, ми е задоволство мене ова. Јас го правам од љубов едноставно. Да, Гоцка, после ќе разгледаме овде видов мноштво предмети. Веројатно ти ги носат и некои луѓе, Да, посетители, можеби и од околинава тука. Меѓутоа, кога доаѓаат луѓе да јаваат коњ, која е процедурата? Значи јас имам една моја шема. Значи не можеш да се качиш на коњот додека не помениш школа за јавање на коњ. Јас точно ги знам, точно те пресметувам дека ти не знаеш, појма немаш од јавање на коњ. Така, еве, јас признавам еве и дека за е така. тебе, например, Да. ќе кажеш дека не знаеш. Прво ги прашувам дали имаш јавано некој? Не. И се седнуваме и му објаснувам. Значи коњот, психологија на коњот му објаснувам, значи да не се плаши од коњот. Ако се почувствува јавачот исклашен, и коњот те чувствува дека се исклашен, и така се однесува и тој кон тебе. Значи ја ги спуштам сега со енергија со коњот. Така. Значи до тој степен сум едуциран и знам работи. Значи идат секакви деца, посебно таргет група ми се децава од градинки, значи од градинка до 88 години има јаван Так. човек, пензионери да. И што сакам да ти кажам? Те чувствуваат коњот дека си пријателски расположен, така се однесуваат кон јавач. Објаснувам значи процедурата на јавање, начин на седење, дека прво кој се качи на коњот имаш необично чувство. Телото ти се мрда, мислиш ќе паднеш, ама не паѓаш, те Так. пратам тебе и во исто време го пратам однесувањето на коњот. Тие се, да ви кажем и уште ова, значи тие се дресирани, воспитани коњи до степен на перфекција. Значи моите наредби на коњот се јасни и недвосмислени. Јас кој ќе кажем на коњот, ајде, тргнува коњот, застани. Со ова сакам да кажам, или сите што не гледаат, да ги охрабрам, дека ако не е безбедно јавањето, нити јас ќе дозволам да јават коњи, нити родителиве на децави или типа, сега нема се каже кој не е безбедно. Апсолутно. Низ времево, значи за да го постигнеш тоа, значи практично ти треба да изградиш кај нив авторитет, така? Авторитет, точно. И тие го почитуваат тој авторитет. Значи таму има хиерархија, се знае во моје отсуство. Значи најстар коњ е во Ранчов, Аха. Гара. И да ти кажам дека имаме 4 коњи сега. Гара, Шарко и Звезда. Ние се во крвно сродство едни со други. И сега го имаме еден помладок, малечко древе. И така функционираме, значи со 4 коњи, воспитани, дресирани до степен што викам јас на перфекција. Така. Се вака. Велиме, имаме школа за почетници, што овде обавувате? Еве и јас после ќе пробам како почетник, нели? Меѓутоа, што се случува со оние што веќе се искусни јавачи? Што им се овозможува? Тој може да биде искусен јавач, меѓутоа ја да не знам дека е искусен јавач. Јас да видам дека е искусен јавач, да го почувствувам дека знае да седи, знае да командуваат на коњот. Тогаш имаме наша патека, наша се во наводници наша, тоа е пат еден од времето на византискиот период, кој што ги поврзува, се вика уште друм или царски пат, го нарекувале на времето. Тој ги поврзува трите градови во античко време, Алкомена кај Бучин, Стиберач и Пигово и во горно течение на реката Еригон или Црна река, градот Брајаније. А овде во близина на нашето село се наоѓаат пак тарапањата за пари и главното упориште на војската што ги штити овие три градови. И ние се движиме по таа патека. И тоа многу интересно. И одиме таму, значи сати нешто. Им раскажуваш ти? Му раскажувам. Так. Го гледам како јават, го чувствувам како се однесуваат, го гледам и како се однесуваат и го чувствувам дека е заљубен во коњот. Значи таа љубов нема цена таа љубов. Така е. Значи кој не го почувствувал, тоа не знае. Значи кој јава на кој го знае тоа дека е така. И еднаш иди ти после заљубен во коњиве, не може да се куртули од таа љубов што имат кон коњиве. А добро, разликуваат тие вака од прва која ќе земе јавачот, нели, да почне да го јава коњот, разликуваат, да речеме, и пол, машко-женско, има посебни некои реакции? Добри прашања поставаш, ме водиш во некои други води.
во психологијава на коњ. Така. Значи од неиспитани, значи не е докажано. Значи јас имам литература многу прочитано. Значи поинаку се однесува коњот према возрастен човек, поинаку према жена, поинаку према дете, поинаку према инвалид. А зошто? Јас не објаснувам, нема ти наукава зошто. Ама веројатно тоа е вродено кај Вродено, да. вродено го Има носи. тој сигурно некои носи механизам, рецептори има некој, практично да, што да. сето тоа го чувствува. Так, го чувствуват и еден од првите симптоми дека те сакат коњот или те почитуваат се вика Јакобсонов орган. Значи не знам дали си видите со горната Знаат да ја уста подигаат? е подига така. Аха. Тоа значи изразуваат љубов Така. или ти кажува дека е пријателски расположен кон тебе, кон друго животно, кон коњ, кон куче и така натаму. Откако завршивме дел од разговорот, Гоце ми предложи да јавам еден од коњите, бидејќи меракот беше навистина голем. Во моментов додека ја концентрира се на мене, како медијатор овде во гараж, слушај ги моите инструкции, во исто време ќе се концентрираш и на коњот. Така. Да почувствуваш таа енергија, добра енергија што носат коњиве и да бидеш исполнет, да те држи до скоро. Можеме да одиме се? Ајде, одиме. Ајде. Ајде, гара тргнува. Два пати нема зборува, еднаш. Така. Колку време, например, е потребно, да речеме, еден коњ да се издресира, вака во просек? Па една година, сигурно една година. За да се подготви практично да биде коњ на кој што ќе јаваат туристи, да речеме. Така. Кој може да му веруваш и имаш авторитет над коњот. Апсолутно, апсолутно. Значи ти мора да ти верува коњот. Ти доаѓаат, например, деца екскурзија, да речеме, некој од училишта или од одредени организации, вака? Да. Доаѓаат? Значи имаме организирано, идат од училишта, од градинки. Браво. Ај не ти кажам и тоа, значи овде функционираме поинаку, значи во склоп на Гара Ранч. Имаме наша игротека и пицерија во Демир Хисар. Така. Јавањето само по себе е релаксирачка активност поради природниот ритм на движењето на коњот. Рекреативното јавање има смирувачки ефект и придонесува да се ослободите од стресот. Го прашаме Трпчевски дали на ранчот се практикува хипотерапија, особено за лица со пречки во развојот. Значи покрај ова што го кажувам јас емоционално духовно исполнување на јавачот, значи тебе ти е убаво, се интересно ти. И тоа е коњов, јавањето кој има и хипотерапевско значење. Значи хипотерапија. Значи помага за развој за помага за многу Така. болести, на пример церебрална парализа. Значи имаат луѓе дојдено со церебрална парализа. Имаат луѓе со Даунов синдром. Така. Значи деца посебно. Чувствуват енергијата коњот кон него. Стоит пред него, пред детево стоит, не мрдат коњот. Значи сакам ти кажем, го чувствува дека не може. Апсолутно. Тоа е страшна работа колку се интелигентни суштества. Значи истата постапка сега како што се качи, Така. истата постапка ќе слезиш. Така, само ногата Значи- да си излеча малце. Значи тука ја чуваш ногата, Да. цело време ме слушаш. Тука Да. таа изва, тука Так. држи се, префрли ја назад ногата. Тука држи се. Овде се Префрли држи. се назад сега. Да. Само префрли се. Браво. Ето така. Одлично. И немој да заборавиш да му заблагодариш на коњот. И тебе, Мене а и не на треба да коњот. заблагодаруваш, јас ќе препознам твоето благодарам по израз на твоето лице и поглед во Так. твоите очи. Така е. Океј? Да. Да. Овде си го гледам знамето од Кутлеш, одлично. Овде имаш и кошара некоја со кандилце. Да. Ова е газиено кандилце, така? Порано Ламба- вакви кошарите беа Ламба газиена, она е, ти е кошара за пчели. за пчели. Па порано такви беа кошарите Да. за пчели. Значи овде имаш тони многу артефакти, што
прв пат овде можеш да ги сретнеш. И никаде на друго место. Така. Ама вешто распоредени така низ Ранчев, да не те остава рамнодушен. Ја ќе викам можеш 2 недели да шеташ и пак да биде малку време за да ги видиш си. Ако си љубопитен цело време Ако нешто си ново. љубопитен, Да. Ова како го викате, ова ја знам дека се вика пиростија. пирости. Така? Она ти е ругузина. Така, рогузина. Ти е нагоре пајанди се вика за дресирање на коњи, они обесените таму. А, Пајанди. овие. Овие? За начин на одење тие. Ова, така? Се вика тоа раван одење, раван на коњу, раван. Ето, Аха, пајанди. пајанди. Сум го слушал зборот пајанди. Ама не сум знаел како изгледа. Добро. Оваа слика значи дека одите на Крушево со коњаница? Да. Да? Јас сум дел од коњаницата. Аха, Се вика кичевска коњаница. така. Дел сум јас однес за неколку години со сите мои коњи. Активно учествувам Мгм. како логистичка подршка на коњаницата, така и како јавач. Така. Таа е коњаница кичевска се вика пречиста. Се движиме, овде имаш тој затворен простор тука. Мгм. Тука предмети, обично за коњи. Значи узди, ортоми, Ај, веќе. нема што нема. Ај, овие. Прапорци се вика. Прапорци, Тие се вика така. прапорци. Прапорци, точно, да. Добро, ваму ти се собите. Да, ова е куќата, која Овде се куќа. Така. и ве носам сега во етносовата Гара Ранч. Ова е етносовата Така. Гара Ранч. И тука нема што нема, Аха. значи предмети, Еј, кај што прв пат можеш да ги видиш овие предмети. машина за чукање. Да. Еве, решето гледам таму. Тоа дрмон се вика. Дрмун, точно, покрупно. Решето, Покрупно, ти е така, така е. поситно ти е решето. Браво, покрупно Гоцка, ти е- дрмун, точно. Еј, ова Е, крошна, тие крошна за крошна тука за сум- малечки дечи. Тука сум јас растен во тако крошно. Да, И зачувано. вака те лулале, а? Ја ајде сега, Еве. сега те носам во најглавното, Аха. за тоа што ти кажав за копијата на Александар Македонски. Пронајдено на Илинска планина, старост на артефакт од 2300 години, пронајдено е од Драган Стојановски во 2001-2002 година, при искупувањето на темелите таму на црква. Така. На манастир, На Илинска планина. на Илинска планина. Значи ова е тоа копија, Ова практично вршник, вршник. сач или вршник. Вршник. Ние правилно го викаме вршник. А Сега ова ти е сакмата, ова е од сакма. Блажи Крстев Биринчедо. Стварно. Блажи Крстев Биринчедо ти е војвода Мгм. на времето во овие простори овде. Касела? Ги чуваат, се чуваат алиштата од невеста. Така. Касела? Касела. Так. Добро. Ова стара машина за шиење. Татко ми беше Шнајдер, таа е А, првата машина што ја купил, така. германска сингерица, Сингерица, точно. со многу голема историја, меѓутоа немаме време да ти објаснувам, треба да уште една емисија да снимаме, да се да научиш. Прангида. Гледај се, ова ти е клучот. Што го носи турчинот. Аха, Ти си врзан со нозете. так, Ова, значи нема ништо, нема што може да го пресечи тоа. так. Значи нема сила што може да го пресечи. Единствено ова може да го случи. А тоа е кај него, кај турчинот. Так, Разбираш? да. И само така можеш да се Само ослободиш. така може да се ослободиш. Ова ресторанче ќе биде? Па така, така нешто. Во Гости најава, ќе. во најава ресторанче. Така? Во етно стил. Мислам дека интересно ќе биде. Интересно. Поварува и Убав амбиент.
Да? Да, баш ми се допаѓа. Имаме и народни носи. Да, Ова си. Демир Хисарски се, од овој реон, Она е демирхисарска прсијачка, ова е полјанска. а ова е од Полјанска. Полјанска значи од Демирхисар надолу И према Прилеп? према Прилеп и према Битола. Така. Значи Значи, некаде Кукуречани, некаде Полјанска таму од некаде. полето. Да, натаму. полет. Да. Ние се рачунаме како Риско-планински предел, макар што и да е поле. Мгм. Полјани ги викаме ние на Полјани, да, знам и Значи, Прилепско ги викаат Полјани. Ете така. Добро, еве и овде ова. Ова нешто на мијачко како да ми уреди, не. Ова е дел од конјаница што ја носиме. Мгм. Ние на маршо за Крушево, Така. тие се бејачви, деле, кошула и капа. Така, тоа е интересно. Си има шанк, се во етно стил. Во фаза на доработка од објектов, ќе видиме здравје Божје, За летово би требало да Летово. биде подготвен. ќе биде подготвено, ќе Да. бидите благовремено известени. Ти посакувам среќа, здравје и сето ова што го имаш како замисла за во блиска иднина да ти се реализира и на еден начин ранчов да ти биде комплетиран и посетителите кои ќе дојдат да имаат едно целосно уживање. Ти благодарам, пријател. Ти благодарам. здрав и на жив. посетата, Ти благодарам. Посетата на ранчот Гара е уникатно доживување. Традиција, култура, љубов и посветеност. Гоце Тито го живее својот сон. Ја раскажува својата роднокрајна, но и македонска приказна.